Почитувани гледачи, денешнава емисија ја посветуваме на самоуправното организирање на здружениот труд. За развојот на социјалистичките самоуправни општествено-економски односи, од извонредно значење е и општествената организација на трудот, која мора да задоволи два основни критериуми. Прво, да обезбеди рационално организирање на општествениот труд, соодветно на степенот на развиеноста на производните сили, и второ, да овозможи воспоставување социјалистички самоуправни општествено-економски односи во кои работниците ќе можат да овладуваат со условите и резултатите од трудот и тоа во целината на односите на општествената репродукција. Самоуправното организирање на здружениот труд е токму новиот историски облик на општествената организација на трудот, што ги задоволува овие два историски критериуми за организацијата на трудот. И затоа е историски поразвиен облик на општествената организација на трудот, како од наемниот труд, така и од сите други историски облици на трудот што му претходеа. Но самоуправното организирање на трудот е само организационата димензија, а социјалистичкиот самоуправен здружен труд е општествено-економскиот рбет на социјалистичките самоуправни општествено-економски односи. Самоуправното организирање на општествениот труд тргнува од трудот како од темелен принцип и услов, тоест како од основа за вклучување на сите субјекти во организацијата и управувањето со трудот и општествените средства, како и располагањето со резултатите од трудот. Самоуправното организирање на здружениот труд, бидејќи тргнува од трудот, се врши врз работничко-класна основа како негација на државно-сопственичкиот и технократско-бирократскиот монопол, како и на другите елементи на старите производни и сопственички односи кои се спротивставуваат на работничката класа. Здружувањето се остварува како процес на слободно здружување. Се разбира во рамките на објективните општествено-економски и историски околности, во кои тоа се одвива. Самоуправното организирање како процес на поврзување на работниковиот труд и општествените средства се остварува и како сопствена акција на работниците, како процес на самоорганизирање. Со тоа се создадени услови да се превлада историски воспоставената поделба на вршители на трудот и организатори, на управувачи и управувани. Самоуправното организирање на здружениот труд не може да се сведе на облиците на здружување на трудот и на средствата. Тие се, како што со право забележа Едвард Кадель, организациона димензија на самоуправниот здружен труд, како изведена секундарна појава. Суштината и карактерот на самоуправното организирање на здружениот труд се односите меѓу работниците и тоа како производители и потрошувачи, нивната меѓусебна доходовна испреплетеност и меѓузависност. Доходовните односи, истакнува Едвард Кадель, се содржината на самоуправното организирање на здружениот труд, додека облиците се средиштата во кои се остварува поврзувањето на трудот и на средствата за производство, и тоа како процес на воспоставување социјалистички самоуправни општествено-економски односи. Самоуправното организирање на здружениот труд се остварува како институционално и неинституционално. Од општествено-економска содржина и суштина не може меѓу нив да се прави разлика. Кога остварувањето на одделни цели во здружувањето на трудот и на средствата бара повисок степен на здружување и потесно координирање и усогласување на трудот и на средствата и на другите меѓусебни односи во работењето и планирањето на заедничките цели, во тој случај самоуправното здружување на трудот и на средствата се остварува во облици на здружување. Во другите случаи здружувањето на трудот и средствата се остварува како неинституционално. Најчести и најкарактеристични видови на неинституционално здружување е здружувањето на трудот и средствата заради остварување на заеднички приход или доход. Предмет на нашето натамошно разгледување ќе биде така нареченото институционално здружување на трудот и средствата, или да ја употребиме терминологијата на Законот за здружениот труд, облиците на здружување на трудот и на средствата. Сите облици на здружувањето на трудот и на средствата можеме да ги поделиме во три основни групи.
Во првата група се опфатени организациите на Сдружениот труд, во втората група се облиците во кои се здружуваат организациите на Сдружениот труд и во третата група се работните заедници за вршење на работите од заеднички интерес. Во рамките на првата група разликуваме три вида организации на здружен труд. Основната организација на Сдружениот труд, работната организација и сложената организација на Сдружениот труд. Облиците во кои се здружуваат организациите на Сдружениот труд, што се опфатени во втората група од нашата систематизација, можеме најглобално да ги систематизираме во 5 подгрупи. Во првата се облиците на деловното здружување на организациите на Сдружениот труд, и тоа деловната заедница, во која работниците можат да ги здружуваат своите организации на сдружен труд заради остварување на своите дејности и на развојот, производно, работно и деловно се поврзани, заради заедничко утврдување на поделбата на трудот, меѓусебното унапредување на условите на трудот и работењето, испитувањето на пазарот, усогласување на производството и на определени стоки и услуги, заедничкото истапување на домашниот и иностранскиот пазар, научно-истражувачката работа, образованието на кадри, здравствената заштита, како и заради остварување други определени заеднички интереси во трудот и работењето, утврдени со самоуправната спогодба за здружување. Потоа, втор облик на деловно здружување е заедницата на здружениот труд за меѓусебна планска и деловна соработка, во која како во најширок облик се поврзуваат сите видови облици на здружување на трудот и на средствата од повеќе гранки и области на општествениот труд, кога во остварувањето на нивните дејности и развојот, производно, работно, деловно или на друг начин во репродукцијата се поврзани и зависни, како и кога во рамките на општествената репродукција се поврзани со тековите на стоките, услугите, парите, научно-истражувачката работа и кога можат одделни своји интереси во вршењето на дејностите и во развојот да ги остваруваат врз основа на усогласувањето на програмите за развој на трудот и производството со организирањето на определени заеднички дејности и здружувањето на средствата за вложување во развојот на определени дејности од заеднички интерес. И трет облик на деловно здружување се заедниците на основните организации, односно на работните организации, кои настануваат со здружување на основни организации што се во состав на иста или различни работни организации, односно од работни организации, кога е тоа потребно за остварување само на определени заеднички интереси во одделни фази и елементи на процесот на трудот, научното истражување и други слични дејности за работниците во здружените организации. Втората подгрупа на облиците во кои се здружуваат организациите на Сдружениот труд се банкарските организации, кои се потребите на организациите на Сдружен труд и на другите облици на здружување на трудот и средствата ги вршат паричните, банкарските и други финансиски работи. Банките се посебни самоуправни финансиски организации преку кои здружените работници остваруваат дел од приходот на простата и проширената репродукција со стружување и собирање на слободни парични средства. Разликуваме повеќе видови банки. Прво, интерни банки, второ, основни банки и трето, здружени банки. Интерната банка е примарна самоуправна финансиска организација. Во неја ги здружуваат трудот и средствата пред се основните организации, како што е на пример случајот со Интерната банка на Охрид, Железарницата во Скопје и други. Основната банка е поширок облик на здружување отколку Интерната банка. Во неја го здружуваат трудот и средствата, организациите на Сдружениот труд, самоуправните интересни заедници, интерните банки и другите општествени правни лица. Таков е случајот со основните банки на Стопанска банка во многу градови во Републиката, Основната банка Југобанка Скопје, Основната банка Љубљанска банка Скопје и други. Најсложен облик на банкарска организација е Здружената банка. Во неја, како што е случајот со Здружената банка Стопанска банка, здружени се сите основни стопански банки од Републиката. Во третата подгрупа на облиците во кои се здружуваат организациите на Сдружениот труд се самоуправните интересни заедници.
Самоуправните интересни заедници се специфичен облик на самоуправно интересно организирање на здружениот труд, кои настануваат заради задоволување на личните и заедничките потреби и интереси на работниците, како и за согласувањето на трудот во областа за која се основаат. Според специфичните обележја и целите на самоуправното организирање, разликуваме 4 вида самоуправни интересни заедници. Првиот вид се самоуправните интересни заедници во областа на општествените дејности, во кои се остварува слободна размена на трудот, како што се, например, самоуправните интересни заедници за образованието, самоуправните интересни заедници за науката, самоуправните интересни заедници за здравството, социјалната заштита и така натаму. Вториот вид се самоуправните интересни заедници на пензиското и инвалидското осигурување и на другите видови социјално осигурување. Третиот вид се самоуправните интересни заедници во стамбената област. И на крајот, четвртиот вид се самоуправните интересни заедници во областа на материјалното производство, како што набргу ќе се основаат во областа на железничкиот сообраќај, електростопанството и така натаму. Во четвртата подгрупа се заедниците на железничко-транспортните организации, поштенско-телеграфските и телефонските услуги, електростопанството, кои со законот се определени како облици на здружување на организациите на здружениот труд од овие дејности. И на крајот, последниот вид на облици во кои се здружуваат организациите на здружениот труд се заедниците за осигурување на имоти и лица. Во нив, врз начелата на заемност и солидарност, работниците здружуваат средства со цел да го осигураат имотот и себе си од разните видови штети. Разликуваме неколку видови заедници за осигурување имоти и лица. Основни се заедниците за осигурување и заедниците за реосигурување. Во третата група од глобалната поделба на облиците на здружување на трудот и средствата е работната заедница за вршење работи од заеднички интерес. Работната заедница не е ниту вид организација на здружен труд, ниту облик на здружување на организации на здружен труд. Таа е специфичен облик на самоуправно организирање на трудот на работниците, што вршат административно стручни, помошни и на ним слични работи од заеднички интерес за основните организации во составот на работната организација, организациите на здружен труд во сложената организација на здружен труд или во друг облик на здружување на организациите на здружен труд. Според местото што го имаат облиците на здружување на трудот и средствата, средишно место имаат организациите на здружениот труд. Основната организација на здружениот труд, работната организација и сложената организација на здружениот труд. А сега да видиме што представуваат организациите на здружениот труд. Поимот организација на здружен труд не е дефиниран ниту во уставите, ниту во законот за здружен труд. Основна причина за тоа е неможноста да бидат подведени под единствена сеопфатна дефиниција сите три вида организации на здружен труд. Како што ќе видиме подесна, тие меѓусебно се разликуваат. Но и покрај оваа тешкотија, поимот организација на здружен труд е во честа употреба, како во уставите и законските одредби, така и во секојдневниот говор. Тоа покажува дека и покрај разликите, сите видови организации на здружен труд имаат одредени заеднички својства. Токму тие заеднички својства ни овозможуваат да укажеме на 4 основни заеднички белези на организациите на здружениот труд. Најпрви, организациите на здружен труд се облици на слободно здружување на трудот на работниците со општествените средства, значи облиците во кои се остварува поврзување на работниковиот труд со средствата за производство заради обавување на некој вид општествено корисен труд. Второ, организациите на здружен труд се единици на општествената поделба на трудот. Трето, организациите на здружениот труд се облици на човечки заедници во кои работниците, покрај тоа што работат, завладуваат и со управувачките прерогативи на општествените средства, со условите и резултатите од трудот и самостојно и самоуправно ги уредуваат меѓусебните односи во трудот, во општествената репродукција и во општеството воопшто и во нив ги остваруваат своите општествено-економски и самоуправни права. И четврто, организациите на здружениот труд се конституциони клетки на сите други видови облици на здружување на трудот и средствата,
кои по правило настануваат со нивно меѓусебно здружување. Но, за да се запознаеме со основните белези на секој од одделните видови организации на здружен труд, ќе ни помогнат работниците во неколку организации на здружен труд во Скопје и Битола, кои неодамна ги посетивме. Во посета сме кај основната организација на здружен труд Предилница, организирана во рамките на работната организација Битола Текс во Битола. Другарке Марике Николовска, според Уставот и Законот за здружен труд, основен вид на организација на здружен труд, па според тој основен облик во целокупниот систем на облиците на здружување на трудот и средствата е основната организација на здружениот труд. Ве молам, кажете ни во што може да се согледа оваа положба на основната организација на здружениот труд? Средишното место на основната организација на здружен труд, како во нашата работна организација, така и во сите други облици на здружување на трудот и средствата во која е здружена, непосредно или преку нашата работна организација, се согледува во следното. Прво, основната организација на здружен труд е основна форма на здружен труд, во која работниците го здружиле својот труд и со чие здружување непосредно или преку другите облици, со непосредно изразена волја на нас работниците, настануваат сите други облици на здружување на трудот и средствата. Така, например, на сите видови облици на здружување одлучуваме преку референдум во основната организација на здружен труд. Одлуките со кои ги прифаќаме самоуправните спогодби за здружување секогаш ги донесуваме со мнозинство гласови на работниците во нашата основна организација и во сите други основни организации. Второ, основната организација е основниот доходовен субјект. Доходот во здружениот труд, без оглед во кој облик на здружување на трудот и средствата се остварува, се стекнува само како доход на основната организација и задолжително се искажува како нејзин доход. Движењето на доходот го има својот почеток и крај во основната организација. Така, например, дел од доходот ние остваруваме преку работната организација и тоа како заеднички приход или доход преку доходот од банката во која сме ги здружиле паричните средства. Веднаш по стекнувањето, доходот се распоредува на секоја основна организација и тоа според обемот на учеството на трудот на работниците од секоја основна организација кои учествувале во неговото создавање и тоа како со својот тековен, така и со минатиот труд. Трето, основната организација на здружен труд е основна самоуправна заедница на работниците, во која ги остваруваме своите општествено-економски и самоуправни права и во која формираме делегации заради непосредно остварување на своите права, обврски и одговорности и заради организирано учество во вршењето на функциите на собранијата на општествено-политичките заедници. И на крајот, основната организација е носителот на правото на управување со општествените средства. Така, например, работната организација, сложената организација, банката и другите облици на здружување немаат своји средства. Средствата здружени во нив секогаш се средства на основните организации на здружен труд како субјекти на здружувањето. Но и покрај тоа, што основната организација има средишно место во здружениот труд, таа не е самостојна. Основната организација мора да е во составот на работната организација, во која што настанува со самоуправно организирање на работниците. Другарке Петрова Луиза, кажете ни кои услови ги исполнува Предилница како дел од работната организација, за да може работниците да донесат одлука да ја организираат во основна организација на здружен труд? Пред да пристапиме кон донесување одлука за организирање во основна организација, изработивме материјал во кој оценивме дали овој дел од работната организација ги исполнува трите услови за организирање во основна организација, што ги пропишуваат уставите и законот за здружен труд. Тоест, прво, дали делот представува работна целина, второ, дали резултатите од заедничкиот труд на сите работници од овој дел од работната организација може да се изразува како вредност во работната организација или на пазарот, и трето, дали во овој дел од работната организација како во самоуправна заедница работниците можат да ги остваруваат своите општествено, економски и други самоуправни права. Од кога на собир на работниците оценивме дека овие услови за организирање на основна организација се исполнети, со референдум донесовме одлука да се организираме во основна организација на здружен труд.
Одлуката ја донесовме со мнозинство на гласови од вкупниот број на работниците од овој дел од работната организација. Другарке Петрова, покрај основната организација на Здружен труд Предилница, во вашата работна организација организирана е уште една основна организација на Здружен труд Трикотажа. Ве молам, објаснете ни што представува работната организација Битолатекс. Работната организација Битолатекс е обликот во кој што се здружени двете основни организации на Здружен труд Предилница и Трикотажа, бидејќи се поврзани со заеднички интереси во трудот. Во неа, основните организации на Здружен труд со самоуправна спогодба за здружување ги уредија заедничките интереси и работи што ги остваруваат во неа, како и сите други прашања што се предвидени со Законот за Здружен труд. За разлика од работните организации, во кои има организирано основни организации на Здружениот труд, како што беше случајот со работната организација Битолатекс од Битола, во работната организација Југоинспект Скопје од Скопје, регистрирана за контрола на квалитет и квантитет на стоки, нема организирано основни организации на Здружениот труд. Кои се специфичностите на овој вид работни организации, ќе не запознае дипломираниот правник Лилјана Чурапова, одговорна за општи и правни прашања во работната организација. Нашата работна организација брои само 59 работници и во неа не се организирани ни две основни организации на Здружен труд. Бидејќи во неа работниците се непосредно поврзани со единствениот процес на трудот, своите права, обврски и одговорности ги остваруваме како работниците што се организирани во основната организација на Здружен труд. Всушност, работната организација се организира и функционира како основна организација, но бидејќи основната организација не може да постои самостојно надвор од составот на работната организација, формално правно функционира како работна организација. Другар Велко Вристо, вашата сложена организација на Здружен труд за производство и промет на текстил Интекс Скопје е најсложен облик на здружување на трудот и средствата како организација на Здружен труд. Во неа со самоуправна спогодба за здружување здружени се повеќе работни организации. Ве молам, кажете ни кои услови беа исполнети заради кои работните организации од областа на памучната групација на текстилната индустрија се здружија во сложената организација на Здружен труд Интекс. Најпрви сакам да нагласам дека сложената организација на Здружен труд како самостојна самоуправна организација на работниците во која се здружуваат работните организации е факултивен облик на здружување на трудот и средствата. Таа не е задолжителен облик на здружување. Ова здружување настанува тогаш кога постои општествено-економски интерес помеѓу работните организации за здружување. Законот за Здружен труд предвидел три основни ситуации кога работните организации се здружуваат во сложната организација на Здружен труд. Првата е кога работните организации меѓусобно се поврзани со производството на суровини, со снабдување на енергија, репродукционен материјал, полупроизводи, односно делови за обработка на готови производи и со промет на стоки и услуги. Втората ситуација е кога работните организации произведуваат различни производи или вршат различни услуги, но со здружувањето остваруваат заеднички доход и други определени заеднички интереси. И третата ситуација е, како што е тоа случајот во нашата сложена организација на Здружен труд, работните организации што се здружени во неа работат и произведуваат во основа исти видови производи, односно вршат исти видови услуги,
но со нивното здружување се обезбедува уведување на поразбирна техничко-технолошка основа на трудот во здружените работни организации и таква поделба на трудот со која се овозможува нивна специализација и со тоа и поголема производност на општествениот труд. Почитувани гледачи, со овие прилози ја завршивме и четвртата емисија. Во наредната емисија ќе ве запознаеме со остварувањето на самоуправувањето на работниците во различните облици на самоуправното организирање на здружениот труд, за кои расправавме во претходните емисии.